Добро дојдовте во кафе со Ана. Место каде што зборуваме за различни приказни, почнувајќи од музика, инклузија на лица со попреченост, вработување, општеството како ги прифаќа и слично. Оваа епизода ќе биде посветена на музика пред се, што е, мислам дека главно да се збори, и на лицата со попреченост, односно вработувањето, што исто така е битно, и инклузијата. Со нас денешни гости се Наум Ивановски Нани. Добро утро, Нани. Добро. И Слободан Иванов Боби. Добро утро, Боби. Здраво. Добро утро и мене уште еднаш и благодарам на поканата. Благодарам. Да ме покани. Благодарам денеска што ни сте на гости. Ке почнеме со некои прашања. Како се чувствувате во овој момент? Одлично е, малку опуштено, малку со позитивна трема, но се надевам дека со музика, со малку разговор, околу некои битни теми ќе биде се рад и опуштено. Секако, со позитивна трема. Но тоа е само на почетокот. Како би се опишале себе си со еден збор? Со еден збор? Да. Со еден збор? Не знам. Музичар. Музичар. Одлично. Боби? Јас би се опишал како сестра на личност. Сестра на личност. Одлично. Ке зборуваме сега малце и за музиката. Првиот дел ќе биде за музиката. Вториот дел ќе биде за инклузија, вработување на лица со попреченост и слично, што мислам дека е многу важно да се збори во јавноста. Наум, прашање за тебе сега. Малце ќе те оставам да размислиш. Ама што значи музиката во твојот живот? Музиката за мене е начин на изразување, кога едноставно се чувствувам музиката според мене е начин на живот и изразување. Понекогаш работите кои што не можам да ги кажам директно, ги ставам например во песна, ги пеам и така. Таа ми помага да ги разберам сопствените емоции, чувства и така тоа е. Добро, дали музиката ти помогнала во тешки моменти? Секогаш ми помага во тешки моменти. Кога и да не се чувствувам расположено, тука е гитарата, тука е гитарата, свирам, пеам, пишувам песни и музиката едноставно за мене е лек за душа. Одлично, браво за ова. Од кога почна да се занимаваш со музика? Па, она познатото реченицата што се вика уште од мал. Уште од мал сум имал желба да свирам пред се на гитара. И така, со тек на време почнав после со свирење на гитара, приватни часови, посетував приватни часови. Со тоа се повеќе и повеќе доаѓав се повеќе и повеќе, како да кажем, музиката ми доаѓаше како мотивација за да почнам да створам нешто свое. Браво, одлично. Браво за секој напредок. Ова е за голема пофалба, секоја чест. Само продолжи така. Сега сакам да кажам уште нешто, односно кога сме веќе со музиката, како музиката
ги третира лицата со попреченост во нашето секојдневие, ако може да ни кажеш. Па мислам дека, како што јас кажав за себе, музиката е лек за душа, ама не само за мене, туку и за лицата со попреченост и за било кого. Би рекол дека секојаш ќе има некоја песна во која што некој ќе се пронајде себе си. Така. Додека Наум ни да смислува за одговорот, ја накратко да се представам, не се представив, заборавив. Јас сум Ана Марија Ангелковска, водителка на овој подкаст, што ќе допре до многу луѓе, до многу срца. Мислам дека овој подкаст ќе биде најгледано и дека ќе биде и добро за лицата со попреченост и за обичните лица и за сите што ќе го гледаат и слушаат ова. И сакам да кажам дека јас студирам на дефектологија, на специјална едукација и рехабилитација поточно, и имам брат со попреченост кој има само 30 години и затоа и го студирам ова. Додека Наум ни да смислува за одговорот, сакам да се префрлам на Боби. Боби, инклузија и вработување, што имаш да кажеш на оваа тема? Јас мислам дека работодавците и фирмите во македонското општество се повеќе свесни за вредноста на секој поединец во општеството. Па и се повеќе вработуваат лица со попреченост. И тој тренд треба да продолжи. Каква е реалната состојба со вработувањето на лицата со посебни потреби? Како што реков, забележувам нагорен тренд, забележувам и прилично успешни приказни во мојата заедница, и тоа е добар пример за што повеќе вакви случаи. Следно прашање ми е дали работодавачите се доволно отворени за вклучување, за вработување на лица со попреченост, пошто тоа ги засега не само обично народ, туку и секого во општеството. Мислам дека општеството полека, но сигурно станува се посвесно за вредноста на секој поединец. Да. Тука е битно да се напомене дека освен инклузијата, вработувањето е најбитно за лицата со попреченост, затоа што после нивното завршување на средно образование, за жал, ретко кој ги вработува. Што мислиш за ова? Тоа веројатно се менува полека и треба тој тренд да продолжи, да се забрзува во иднина. Да, драги гледачи, сите што го следите ова, значи апел до пошироката јавност, значи да се отварат макар кафичи, некои центри каде што ќе се работи со лица со попреченост, има асистенти, пошто и како не засега. Тоа имам да кажам. Сега предуваме на Наум. Наум, дали мислиш дека музиката може да менува ставови кај луѓето? Да, мислам дека може, затоа што сметам дека музиката влијае директно врз
директно врз емоциите, а со тоа да се поврземе и кај лицата со посебни потреби, мислам дека како што кажав, мислам дека музиката исто така позитивно влијае кај лицата со нивните со посебни потреби и нивните емоции и подобро се чувствуваат. Така. Македонската влада пред 10 на 15 години имаше доста успешен проект за вработување на лицата со попреченост и од таму излега многу успешни приказни. Би повикал да се повтори или да продолжи тој проект. Така. Прашање за двајцата дека после паузата добро дојдовте назад. Дали општеството се менува на подобро? Што мислите? Еве, да почнеме од нам. Па мислам дека полека се менува на подобро. Така? Иако е тешко се каже се. Јас би рекол да. Бавно, но се менува на подобро. Така. Боби, ти како лице со телесна попреченост, дали ти се овозможуваат сите права рамноправно како и на обичните лица? Лично јас се чувствувам еднаков и рамноправен. Да. За себе можам да зборам, за другите не би можел да кажам. Да, како што слушнав, јас се дипломирам на правниот факултет. Дипломирав на филозофскиот факултет, јас сум дипломиран историчар, а продолжив со постдипломски студии на правниот факултет како политиколог магистрант. Секоја чест. Ова е ретко да се слушне по денешно време дека лицата со попреченост и те како се прифатени и на факултетите и Да, јас се чувствувам прифатен од средината. Така. Покрај музиката и заборавив да кажам дека јас иначе сум и студент по германски јазик и книжевност во Штип. Ова со музиката ми е хоби, но исто така веќе се повеќе и повеќе како правам повеќе проекти од проект на проект, се повеќе го гледам на посериозен степен. Што би кажале еден на друг како мотивација? Ова е малце запаметно прашање, знам, ама ќе ве оставам да размислам. Да размислам. Да. Па ќе монтират. Добро додека размислувате. Да кажам дека мило ме што сте ми гости денес. Се надевам прва епизода, прва сезона. Ќе има уште многу, зашто има што да се збори за оваа тема и како и музика, секојдневие, инклузија, вработување од се по нешто, а сепак пораката моја до Наоме, пријателе, продолжи по зацртаниот пат. Следи го сонот и ќе успееш. Успесите ќе дојдат. Ти благодарам, Боби, ти го посакувам истото и на тебе, да бидеш силен, Само силно и храбро и одлучно. Силно и храбро кон што и да правиш. Фала ти. Секоја чест, дечки.
ќе ме расплачете во емисија, ама нема да се расплачем дефинитивно, пошто ова е и такако емотивна епизода. Прва епизода. И сакам да прашам, како изгледа идеално инклузивно општество според вас? Според мене, идеално инклузивно општество е општество каде што сите се гледаме, сите лица имаат исти заеднички права, без никакви дискриминации кон, не е битно дали кон лицата со посебни потреби или кон било кого, значи сите имаме исти права. Така е. Би согласен со пријателот мој. Едноставно, рамноправност, еднаквост и еднакви можности за сите. Така е. Така е. Тоа е тоа. Што е потешко, образование или работа? Што е потешко? Да. Па не би Како- рекол како Се извинувам. не би рекол како потешко, туку значи образованието е пред се нешто основно што дури и пред работата. Битно да имаш образование во денешно време. Да, образование пред работа и пред се било што. Јас би рекол дека ништо не е тешко ако се работи со страст и со љубов. Апсолутно така е, така. Сега кратка пауза и идеме на прашања или собоби со наум. Сама, ноќва ме сонуваш, мене нема веќе назад. Одамна заборавив на тебе, твоите солзи лажливи нема да ме вратат. Твојата насмевка одамна за мене не постои. Сега ме бараш и се каеш ти. За тебе немам време, ништо веќе не ми значиш. Се што било заборави, сега ме бараш и се каеш ти. Доста беа лаги, не е тешко за да сватиш. Доцна е да се вратиш. Одамна веќе те нема, ставив крај на се. Од тебе доста ми е, твоите солзи лажливи нема да ме вратат. Твојата насмевка одамна за мене не постои. Сега ме бараш и се каеш ти. За тебе немам време, ништо веќе не ми значиш. Се што било заборави, сега ме бараш и се каеш ти. Доста беа лаги, не е тешко за да сватиш. Доцна е да се вратиш. И се каеш ти. За тебе немам време, ништо веќе не ми значиш. Се што било заборави, сега ме бараш и се каеш ти. Доста беа лаги, не е тешко за да сватиш. Доцна е да се вратиш.
се вративме по рекламите, дечки, девајки. Сега малце или со Боби и со Наум, ама на почетокот секако со Боби му даваме предност. Ама пред да започнеме со или прашања, да се спрашаме малку околу твојот живот. Каде си вработа? Јас работам во Македонската информативна агенција, државната медиумска агенција, како новинар, веќе 11-та година. Нека ти се множат. Би рекол дека сум одлично прифатен од колегите, од средината. Си стакам работата. Тоа би го кажа. Браво. Сега идеме на поинтересниот дел, драги гледачи, а тоа е или. Откако го запознавме Боби приватно. Работа или образование? Образование. Тоа пократко трае. Музика или тишина? Во моментов музика ми е. Да. Самостојност или поддршка? Самостојност. Така. Тешки почетоци или лесен успех? Тешки почетоци. Да. Бидејќи преку тоа се градиш како личност, така. Да. Се подразбира. Да, извини. Говор или дело? Дело. Дело. Дело секако. Тим или самостојна работа? Тим би одбрал тука. Иако зависи од ситуација во ситуација. Промена веднаш или постепено подобрување? Постепено подобрување. Да, ти благодарам за прашањата. А сега кратка пауза и продолжуваме со прашање со Наум. По кратката пауза се враќаме, односно по рекламите се враќаме да разговор или со Наум. Наум, прво да ни се представиш, пошто и така кој е битен тој дел, приватен твој живот, мислам, што работиш, кај учиш, што студираш и слично. Како што кажав, Наум Ивановски открива Паланка, или за тие што не ме знаат, со уметничко име Нани, 27 години открива Паланка. Исто сум покрај музиката, сум студент на германски јазик и книжевност во Штип. И така, студирам, творам, се така. Браво, секоја чест. И те како на млади години си се охрабрил да и студираш, и да створуваш, и музика, и тоа детко кој го може, право секоја чест. Ако го сакаш. Се може, така. Ако сакаш, се може. Пред да почнеме со прашањата или сакам да им упатиш апел на новите пејачи што почнуваат да творат, да пеат. Што би кажал? Јас би кажал да не се плашат и тоа што да не се плашат и да бидат храбри, да излезат, да излезат и да творат тоа што го имаат, ако имаат желба за тоа да го работат. И секако да не се разочаруваат, да не мислат сега уште веднаш дека нешто ќе биде уау, треба постепено работа и само работа. Така е, така. Сега да продолжиме со позабавниот дел или. Дали си подготвен? Да. Да. Работа или образование? Образование секако. Музика или тишина? Музика. Самостојност или поддршка? Баланс меѓу двете. Ова беше добар одговор. Браво. Тешки почетоци или лесен успех? Тешки почетоци. Говор или дела? Дел. Затоа што џабе е говорот ако не знаеш и не можеш да го искажеш тоа со дел.
Тим или самостојна работа? Тим. Промена веднаш или постепено подобрување? Постепено подобрување. Да. Пред се сакам да ја најавиме и твојата нова песна, која ќе се вика како? Мојата нова песна, која што сега е во обработка, во спремање, односно во студио, се вика Приказна. Приказна. Да, малку звучи модерно, но малку и во рок верзија, но тоа ќе се слушне понатака во некоја наредна прилика. Здраве Бој. Да, еве една причина да не гостуваш пак во емисијава. Ви благодарам што бевте дел од оваа епизода на Кафе со Ана, а сега сакам да го слушнеме Наум Ивановски Нани со негова изведба на песна. Ја представам мојата авторска песна Ако некога се појавиш, во соработка со Андријана Јаневска. Јас сум текстописец, додека за аранжманот е задолжена Андријана Јаневска. Да можам да го вратам времето, се би сторил да бидам твој. Ме гледаш ли мене во него, те прави ли среќна тој? Да можеше да биде ко порано, ние заедно повторно поминуваш без Бог до мене, но знам, луд сум по тебе. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови, прегрни ме пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови, прегрни ме пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај. Да се врати времето, да биде пак ко порано, јас и ти повторно, крај би било небото. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови, прегрни ме пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови, прегрни ме пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај, до безкрај. Да. Благодарам.